бродот е 10-тиот најголем траект во Европа. Собират од десна страна ти вика, еј, македонски збора. Од десна страна. Пустината Сахара, Алпите. Грузија, во Ерменија, во Кападокија. Јас сум Ташето и ова се моите патувања. И здраво на сите и добре дојдовте во уште едно видео во кое што патуваме со Ташето. После 4 дена јас конечно, значи тука го напуштам ова место каде што останав 4 дена, значи 3 ноќи буквално ми издосаде, значи еден ден одмор, максимум 2 да направите барем за мене, ајде. Ама 4 дена многу беа, навистина немаше многу што да се прави. Не е ни некој големо место за некој голем град. Плюс не е ни сезона, многу кафичи, многу работи сега не работат, така да сепак ете одморив и чувството одлично повторно да бидам на моторот, искрено. И сега сушност тргам од тука од Сан Салвадор кон Барселона, одам само 50 км некаде за денес. Чекај да проверам. 90 км ми вади. Шо збораш? Јас мислев 50 се. 90 км, ете 1 сат возење ми вади до Барселона. Значи одам Барселона, таму ќе фатам трект за Кивитатекија, односно пристаништето во близина на Рим во Италија. Тоа беше нештото што ми текна за поќе време да имам. Не извозев ништо, 4 дена, буквално многу жешко, не се вози, значи денски. Многу печи сонцето, под сенка се седи, меѓутоа на сонце не. И не повозив никаде тука наоколу. Буквално чилав, се капев на моменти, не си скапев кузне колку да се разладам, се посунчав, се изгорев, не само што се посунчав. И сега време е да напуштам. Сега викенд е, сабота е денес, многу луѓе дојде, немаше толку луѓе до вчера. Но убава е водата за капење, значи буквално како Охрид што е, топлината беше како Охрид во јули што е. Значи така не беше ладна, меѓутоа не беше ни ништо кој знае што топла. До Барселона не ајдов, што ми беше искрено. Гледав и некои рецензии за железничката станица, бидејќи ако одев со воз си одев. Немаше многу мислења едно друго и реков што ќе се секирам, не е шетањето, стресирање и немав некој мирак да ја посетам Барселона. Знаете, не сум фан на градски средини, така да си одморив тука. Бродот иначе ми тргнува вечер во 1,5 сатот, а сега е 2:40 на ручек. Значи ќе имам баги чекање, веќе имам кај еден сипол, негде го напуштив кампот, го напуштив сместувањето и буквално на тој шанко кај што стално седев, имаше еден шанк на плажа. Па не знам 2 сати од 1,5 таму седев, колку 3 сати отепав, ама досадно немаше да се прави, значи чекат цело време, времето не върви. Сега ќе одам на пристаниште и таму сигурно ќе чекам. Но ајде таму барем ќе имам може и други некои со мотори нешто. Муавет ќе направам, ќе се пополни времето. А и пак во меѓувреме ќе вознам малку, ќе сменам. Нема да е цело време само чекање. Се надевам таму само сенка дека ќе има некаде на пристаништето, се надевам и во терминалот кај што е за чекирање на карти дека ќе има нешто како маркет. Кафе едно друго да земам да имам за анимација што се вели. Но останува да видиме дали ќе го има сето тоа. Овде онака што знам некој безбеден вајб имаше за пакети што зборат такви работи. Иако имав ситуација вчера, завчера кога беше. Значи седнувам јас на клупа и иди до мене седнува еден така со подискинати лишта со телефонот да не е на прицкање. И така цмурен човек, како да речам, не ви остава добро прво мислење. И одма знаеше нормално дека сум турист, се познали, не ми ни зборна на шпански, само прво ми вика Албанија, не му викам. И ми вика Босна, не му викам. Ми вика Полска, демек дали сум албанец, босанец, пољак, нешто, не му викам, не му кажам Македонија. Вика шпански знаеш? Не му викам. Француски не му викам. Англиски ми вика и да му викам. И се почна човекот да ме прашва тука работи од типот до кога си тука. Јас нормално му реков утре му реков сабајле заминувам, ма имав уште 2 дена, 3, како беше тоа пред 2 дена негде се деси. Нормално му кажам кога бегам. И после знаеш кај седиш ме прашва и му кажав јас нормално му кажав кај седам, ете еден совет од мене до вас, не кажувајте многу на секој.
Му кажав еден хотел голем, имаше попат во средна рандом. И после не знам уште нешто, некој прашање почнаа да поставува, јас тогаш веќе почнав македонски да зборам, се прави дека не разбирам веќе англиски и дури се изнервира човекот, демек сега му реков англиски дека разбирам. Демек што се дешава тука? Демек му реков англиски дека разбирам, а сега не можеме да се разбериме. И станав си заминав. И пак не заминав кон сместувањето кон кампот, заминав во друга насока за секој случај. Ова се причините поради кои што не ќе да идам воопшто во Западна Европа, значи сето тоа што го слушаме, што го гледаме по социјалните мрежи дека има многу кражби и такви работи, значи лично луѓе од локалното население ми го потврдија, значи испанци и французи, значи што ми тие така ви велат, значи стварно не е баш сјајна работата. Ми даже морам да го отворам визирот. Телефонов нешто на секој ми се откачва, ми се поврза за заполнење и не можам во секој момент да видам кај треба да завртам. Сега тука значи првото десно има семафори. Еве ги семафорите. Светат жолто, така да одиме по знаци, јас сум спорен на улица. Одам на главна. Колку си подвожњак. Добро, одам тука право. Многу коли денеска, викенд изгледа сите идат на капење. Се надевам низ Барселона нема да има гужви, ако на Google Maps ми излезе на едно место цело време, цел ден црвено има. Иначе тука многу чудни работни времења имат кафичите и слично. Значи буквално отварат еднаш кај 10, работат до кај 1, после затворат, потворат кај 5-6 пак, работат до кај 8. И ако сакате да јадите, да пиете, значи буквално цело време треба само да ги пратите тие времијата работни нивни. Нема кокање за сабавле до вечер отворено, кога сакаш да одиш да си седниш. Тука сега десно. Ќе се приклучам на автопат кратко пред да стигнам во Барселона кај пристаништето. И јас 90 км подоцна пристигнав во Барселона во близина на пристаништето. Сега сум упатен кон терминалот каде што треба да направам чек-ин на картата, односно барем каде што мислам дека треба да направам чек-ин на картата. Јас всушност компанијата со која патувам сега се вика Грималди, имаше повеќе на Google Maps означени канцеларии на Грималди. Па јас ќе ја посетам едната што мислам дека е најверојатно точната. Гужи гледам мич нема штама што е одлично. А пишеше на интернетот и преди кога тргнав, покажуваше гужи повеќе пат сега каде што сум. А интернет читав кога е најлабав сообраќајот во Барселона, пишеше најлабав е за викенди помеѓу 3 и 5 сатот. Сега е 3:40, така да затоа и вака лабаво изгледа. Сега десно. Ете е Барселона. Тука судно треба десно фатам пак. Тука не свети зелено семафорот, тука од црвено се префрлува на црепкање жолто. Да,
Паѓаме до кружниот тек, треба да одам надолу, некаде кон таксито каде што оди, да. Потоа тамо фаќам прв излез, односно десно. Гледам панорамско тркало има во далечините иначе. Значи онде автобусот кој што оди фактички. Добро. И ова треба да е канцеларијата каде што треба чек-ин да направам. Се што се надеваме само да има барем уште еден човек со мотор. Онака пак заедно да знаеме кај да тераме на која капија, на која порта едно друго. Значи ова е канцеларијата, никој немаш тама. Треба да дојдов затоа и така, ма сигурно после ќе се наполни. Сато е 4 без 15. Дали ќе можам чек-ин да направам сега одма? Јас сега треба на кружниот да се вратам назад кругче да направам, пошто онде не можеме да завртам. Сега од тука или од онде? Од тука. Терминал е Грималди F3. Тој ми треба. Добро, ќе не ми треба GPS-от. Civita Tecea, Porto Torres, паркинг десно. Точно јас за Civicata Tecea сум. Ова е портата каде што после кој ќе ја пуштат ќе треба да движам, зашто ови ауз автобус се затимат конуси. Излеќе морам на сонце да гостам моторот. Има некој местенце кој што после соле авторизатус само за овластени лица. Знаете кај ќе гостам моторот? Тук. Сонцето врти вака и подсенка ќе биде со брзо. Пошто сато е 4, дури кај 9 ќе заидува сонцето. Така да, сам дека така ќе ми биде најдобрата опција. Стигнав. Значи сега сум на пристаништето во Барселона, сато е 4 без 15, јас треба трект да фатам за Италија кој што трга во 1,5 после полноќ. Патувам со Грималди, многу е искуден иначе Грималди компанијата, демек лоша услуга, лоши трект имале. Јас лани за Тунис со ГН водев, стварно добри евро, дојте, сега ќе видиме со Грималди како е. И терминалот е затворен, не работи. Вајле попосле ќе го отворат, пошто сега сигурно нема тректи што ќе тргат. Се чекирав јас во 6,5 отворија. Сега е 6:40, еве ми ја картата да не ми лесни. Клучот од кабината ми е в джеб. Сега тука е портата за качување, каде што кога ќе се отвори ќе треба да се качиме. Меѓутоа сега е се уште затворено. Сега јас само ќе се паркирам тука. Не сакам прв да бидам, ама тоа е. И дојде времето конечно да одиме. Ми рекоа е наваму некаде. Сега точно каде наваму останува да видиме. Мислам дека ваму.
Јас прв бев, прв и тргнав, само јас сватив што сакат да кажат. Сите си седат уште кафенце си пијат. Капав чекање, многу е досадно и буквално само јас сум уште на кола, има босанци. И буквално само тие сме, другите уште немат сватено дека треба да се движат. Онде чекал до сега, фактичката таму дојде. Сатот е 1:05, бродот требаше во 1:30 да трга, ние дури во 1:05 ќе се качваме. Прво моторите ќе одиме, после одат другите. Тие што беа пешки видов се качија веќе. Треба да го следиме вајда комбет. Значи сега се качвам на траектот од Барселона до Италија. Всушност бродот е 10-тиот најголем траект во Европа. Собира 3500 патници и околу 200 коли. Се вика Круз Барселона. Убавото во чекањето е што е темница и што немаше сонце да не, значи да ни ја земи цела енергија. Иначе еден босанен запознав тука, си направивме мулавец со него, со жена мој тој. Помина времето побрзо некако со него. Да ми летни мене картата. Дувка. Со траектов иначе се плови 23 часа. По правило, по распоред треба во 12:30 да стигнеме во Рим, односно во пристаништето Цивета Тајкија, меѓутоа ако доцни, не знам, ќе видиме кога навистина ќе стигнеме. Од десната страна одиме ние моторите. Од десна страна ти вика, ој македонски збора. Од десна страна. Не мисля дека ќе слушнам. Може друг јазик збораше, балкански, ама се разбираш. Од десна страна. Сега онде нагоре ќе треба да име леле она метално лизгаво како изгледа. Малку да му оставам простор на овие пред мене. И да нагазам, а? Добро. Како е подмачкано овде?
ја стигнав некако по скалите така в качување со торбава попрема. Долу низ коли поминувавме, значи од два им се пробнавме некако. Ова е иначе кабината за двајца, ове изле кревети се горе, ти пишеше за четворица. И Pažnja, govori vaš kapetan. Poštovani putnici, dobrodošli na brod kompanije Grimaldi Lines. Brod isplovlja po planu negde oko 2 sata iza ponoći. Žurku na brodu i maskimbal zakazujemo za 1:30 na 11. spratu na otvorenoj palubi. Kao što već znate, imamo i nagradu za najbolju masku, pa se tako potrudite maksimalno. U kabinama je zabranjen bilo kakav vid žurke, kao i na koridorima, tako da se vidimo na dogovorenom mestu. Večera za vas, u najluđoj žurci maskimbala DJ Stefi. Što se tiče sutrašnjeg dana, od 14 časova zakazujemo skup na palubi broda na 11. spratu, najbolju masku. Иначе, нека престанем. Očekivano uplovljavanje u luku će... Иначе имаше 10 автобуси негде српски преди кога дојдов, јас дојдоа, полни со луѓе, дојдоа празни, ама луѓето од после дојдоа. И сега еден куп има овде луѓе од нив пособите и веројатно за нив збораше сега на српски. Ова е собата, иначе тректов, колку го платив? 184 евра негде со се мотор, со се све. Ево да си скапам сега, има иначе WC, не знам дали ви го покажав. Иначе изгледа некако поново, почисто спрема тие од ГНВ бродовите што ги користев Тунис Кодев. Сато е 1:25 влегов дори в соба, што се вели 1:30 требаше да трга, а уште колите не беа качени. Even aan de zijkant even kijken of dat
островот Сардинија. Тоа беше бродот, дами и господа, еве го си плови сега, а тука негде време сатот е, тоест прво да ви кажам, сатот е 11:10, значи треба стигни по правило во 12:30 вечер на полнок, значи за 13 сати негде. Така да ќе си пловиме до тогаш, а тука негде јас ќе го одјавам ова видео. Доколку ви се допадна, притиснете на дугмето лайк и доколку веќе немате, притиснете на дугмето subscribe со цел да бидете известени за моето следно видео. А до тогаш останете поздравени и чувајте се.